стартот од пратеничките прашања. Преговорите на Знам со Мицковски завршија без договор. ВМРО ДПМН очекува конечен список за реконструиран владин кабинет на 1 јули. Вербален дуел, обвинувања, директни напади и закани можеа да се слушнат уште во првите неколку минути од почетокот на пратеничките прашања во собранието. Филипче рече дека владата има оценка 0 за сработеното во првите 2 години, а граѓаните си заминуваат, на што Мицковски му одговори дека си оделе поради тоа што него и поранешните функционери наместо во затвор ги гледале на јахти. Додека двајцата лидери ја искористуваа собраниската говорница за навреди, пратениците ги бодреа. Деталите од Катерина Нешкова. Вербален дуел меѓу опозицијскиот лидер Филипче и премиерот Мицковски на седницата за пратенички прашања по повод половина од мандатот на владата. Додека Филипче и Мицковски си разменуваа квалификации, пратениците со довикувања и аплаузи ги бодреа своите лидери. 0 за реформи, за зголемување на платите, за мерки за младите, за поддршка на земјоделците, 0 за европскиот пат. И сега моето прашање е просто, едноставно, кој е крив за овие неисполнети ветувања? Јас признавам дека сум виновен. Тоа што поминаа 2 години, а вие уште уживате на јахтите во Паљури, наместо на друго место. Признавам дека сум виновен. Но исто така, еве ви ветувам, ве гледам во очи и ви ветувам, дека нема повеќе да ги разочаруваме македонските граѓани да гледаат слики како поранешни функционери уживаат на јахти и во мелосот на Хариџиновиќ. Ова ваша обсесија со поранешни функционери кои што плаќате да ги сликаат голи на плажа, ја више не можам да ја разберам, очигледно дека е у сферата на некоја психологија. Мицковски обвини Бугарија дека поради незините постапки не бил искористен целиот фонд од европските пари, тврдејќи дека го користи инструментот за уцени. Ми кажуваат како еден од нашите соседи шири информација да не и помагаме на Македонија финансиски, да ги скратиме сите фондови, како ЕУ, затоа што ако и помагаме, тие се жилави ќе буткаат напред, а ако нема фондови за нив, нема европски фондови за таа држава, тогаш тие ќе бидат приморани да клекнат и да дојдат да молат и на тој начин ќе го реализираме тоа кое што ќе го реализираме, ќе дојдат пред банкрот. Албанската опозиција пак се уште останува фокусирана на етничките прашања. За жал, оваа година јавноста не говореше за поезијата, ниту за лауреатите, ниту пак за уметничките вредности на фестивалот. Дебатата се и помести во отсуството на албанскиот јазик во промотивните материјали. Знаете зошто е создадена оваа манифестација? Ма не знаете, затоа што не ме слушате момента и никогаш нема да научите зошто е создадена оваа манифестација. Да го заштити македонскиот јазик и да го промовира во целиот свет. Тоа кога ќе го разберете, тоа ќе престанете да зборувате за проценти, за дали имало превод или немало превод. Ова се предпоследните пратенички прашања пред собранието да замине на колективен одмор. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Делодоврските за пратениците и пакетот закони од реформската агенда врзани со рок до крајот на месецот, обидот да го поминат собранискиот филтер во последните денови е дополнителна причина за несогласување во законодавниот дом. Неизвестно останува и осогласувањето на изборниот законник. Во следните 5 дена македонскиот парламент треба да ги донесе сите закони од реформската агенда за да се стигне со рокот кој го постави Брисел 30 јуни. Собранискиот спикер Гаши очекува на седници до понеделник да поминат сите законски решенија и да се постигне политички договор за изборниот законник, а од тоа зависи исполнувањето на планот за раст. Најголемиот дел од агендата на собранието е организирано околу достигнување на тие рокови. Така да знаете дека денеска имаме седница за пратенички прашања, утре ќе имаме седница, во понеделник најверојатно ќе свикаме нова седница, така да се ќе гледаме до 30 јуни да поминеме се што доаѓа како предлог од владата или од пратеници, а што е поврзано со реформската агенда. Дел од законите се во второ читање амандманска расправа пред конечно гласање на пленарна седница.
На матичната комисија за политички систем денеска заврши мандманската расправа за измените на законот за совет на јавни обвинители. Опозицијата бараше јасни рокови и начин на селекција на кандидатите, но беа одбиени од предлагачот. Да нема надгласување. Затоа се прави таа комисија за селекција. Затоа таму после интервју се избираат луѓе кои ние ќе ги испратиме. Ама вие упорно сакајки да дојдете до ситуација која ќе ја надгласате опозицијата, упорно се наоѓате начин како да го заобиколите. Измената што сега ја предлагаме е идентична постапка онака како што се избираат членовите на државната корупција. И еве го законот и ќе дебатираме. Најтешка задача за решавање е изборниот законник за кој е потребен политички консензус. Иако беше најавено дека денеска треба целосно да биде постигнат договор, сепак работната група која работи на измените се уште не може да ги испегла разликите за неколку точки. Од Правда информираат дека се финализираат измените, но конечен договор нема. Членовите на работната група разменија мислење по доставените предлози од политичките партии, при што беше констатирано дека значителен дел од решенијата се усогласени и има висок степен на консензус, велат од Правда. До утре по електронски пат треба да се произнесат за одредени предлози, од што ќе зависи и понатамошната постапка. Ивана Соколовиќ Најдова, Сител телевизија. Преговорите на Знам со Мицковски одржани вчера попладне завршиле без договор за промени во ресорите и покрај несогласувањата од ВМРО ДПМН очекуваат конечен список за реконструиран владин кабинет на 1 јули. Од СДСМ пак на процесот гледаат како на битка за фотели. Нема договор меѓу ВМРО ДПМН и Знам за најавената реконструкција на владата, откако вчерашната средба на партнерите заврши без конечен епилог за прераспределба на министерските фотели. Иако според неофицијалните информации Игор Филков треба го напушти ресорот Правда за тој да му припадне на вреди, додека Знам како компензација би го презел земјоделие, нема конечен договор. Од партијата официјално потврдуваат дека разговорите продолжуваат. Договор не е постигнат, разговорите продолжуваат, континуирано се прават консултации, а деталите што е ставено на остануваат во рамки на преговарачките тимови. Очекуваме до средината на следната недела да има конечен договор, ако има евентуална смена на ресори и министри, велат од Знам. Доколку се остварат неофицијалните информации, предстојната реконструкција ќе биде длабок кадровски рез кој би зафатил повеќе од 1/3 од владиниот состав. Низ лезна врата од извршната власт неофицијално се министрите за спорт и култура Борко Ристовски и Зоран Љутков, а на нивно место би дошле кадри на вреди. Дополнително ВМРО ДПМН би го отстапило и Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, за да ги добие здравство, социјална политика и евроинтеграции. Единствен кој би можел да се спаси од целосно заминување е Беким Сали, а за него се предвидува внатрешна ротација, односно преземање на сосема друг ресор наместо евроинтеграциите. Ова прераспределба отвара можности за проширување на владината коалиција, при што се шпекулира дека нов партнер во кабинетот на Мицковски би можела да стане Демократската партија на турците. Од ВМРО ДПМН официјално велат дека до 1 јули ќе бидат познати имињата на новите министри и променетите ресори. Разговорите со Вреди и Знам се во тек. Она која што го најави претседателот Мицковски е дека на 1 јули ги очекуваме предлозите за министри и заменици министри до собранието. Во владината коалиција владее хаос, а реконструкцијата е типачки за фотели, реагираат од опозицијската СДСМ. Додека на јавноста се представуваат добри резултати, зад затворени врати во Белата палата се води тепачка за позиции и лична добивка. Ако резултатите се толку добри на оваа влада, зошто тогаш реконструкција? Додека граѓаните гледаат во празните паричници и фрижидери, зад зидовите на власта се води борба за уште тендери и лично богатење. Вака изгледа кога на власт е организирана криминална група, реагираат од СДСМ. Главните договори во однос на реконструкцијата се очекува да бидат направени во текот на викендот, а откако ќе биде комплетиран предлогот со нови имиња, ќе биде доставен до собранието за гласање. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со Изет Меджити, кој председател на Вреди. Господин Меджити, добро вечер, добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер, добро ве најдов. Гледаме многу информации околу процесот на реконструкција на владиниот кабинет. Вие сте човек кој што е директно вклучен во разговорите, имате веќе неколку средби со премиерот Мицковски. Како сте задоволен од процесот и докаде е постапката за финализирање на тој список за реконструкција на владиниот кабинет? Мислам дека наредните денови ќе имаме финални решенија, но сега заради тоа што се уште течат преговорите, не би можел да кажам дека е финално. Имавме неколку средби до сега,
анализираме перформанси на сите министри, заменици, разговараме околу програмата, кој каде се наоѓа, што ни се приоритетите, што е остварено, што останува. Така да мислам дека влегуваме во финална фаза и до крај на неделата мислам дека ќе има и конечна распределба внатре во коалицијата, па после и внатре во политичките субјекти. Оптимист сте дека до 1 јули ќе биде готов тој список? Тоа значи дека веќе горе-долу се знаат позициите. Имаше веќе информации кои што дел беа споделени и од членови на Вреди во јавноста во однос на тоа дека Министерството за правда оди во рацете на Вреди. Разговарано е за ова, постигнат е договор или? Све е разговарано, но ништо не е финално, така да мислам не би сакал да прejudicirаме, затоа ќе оставиме за ден, два, три, ќе ги има конечните финалните решенија. Што значи ова? Ќе го задржите бројот на вице-премиери кои што го има Вреди во владата и бројот на министерски места? Ние како представници на албанците, значи таму претендираме да имаме 1/3 од екзекутивата министри. Мислам дека тоа што можам да кажам дека останува на тоа, дури ова што влен сега е едно, има поголем потенцијал, повеќе кадри, поспремни, поголем капацитет и не само што ќе се задржа, туку и ќе зајакне позицијата на влен во владата. Сакате да кажете поголем број на министри во владината? Не само во бројка, значи во квалитет, во програма, идеи, решенија, така. Затоа што видов во јавност информација споделена од вашата партија дека вие веќе размислувате за експерт кој што би го предложиле да застане на чело на Министерството на правда. Сте размислувале за такво нешто? Сте разговарале во партијата? Се разговара, размислува, преговара, но мислам дека рано е. Значи, би наштетиле на преговориве ако испадна со половични информации. Само уште едно прашање, би се откажале од Министерството за здравство? Значи, се е во опција. Нит сме кажале дека ова мора да биде влен, туку аргументираме каде треба да биде влен, зошто треба да биде влен и што сакаме да постигнеме со тоа. Разговарате ли со премиерот на овие средби во однос на резултатите кои што се постигнати досега? Задоволен е тој од кадрите на Вреди? Да, во принцип да, но влен мислам се уште не го кажал последниот збор. Тек сега, значи како еден политички субјект со еден глас, сите заедно со многу поголем капацитет и можности, мислам дека влен тек сега, мислам, ќе го даде максималното. Се зборува за можност за влез на нов партнер во владината коалиција. Разговарана за такво нешто, се споменува името на Демократската партија на Турција? Па добро би било, веќе тие не се дел веќе од опозицијскиот блок и тие се значајна заедница во државата и мислам дека треба да бидат дел од владата, дел од мнозинството. Вие не би имале против за такво нешто? Напротив, значи мислам дека се битна, значајна заедница во државата, а исто така стратешки партнер ни е Турција, така да мислам дека ни треба подобар мост меѓу турската заедница, Република Македонија и Република Турција. Господин Меджити, многу често изминатиот период се зборуваше за можноста за предвремени парламентарни избори. При ваква реконструкција на владиниот кабинет, дали е затворено прашањето за предвремени парламентарни избори или се уште стои како опција? Вака, во принцип, последното беше со турската заедница, нивните пратеници, нивното учество во владата. Тоа значи се приближува бројката до 80, до 2/3 од мнозинството, 2/3 од собранието, така да нема никаква логика во однос на бројки или во однос на потреба, значи мнозинството за поголема победа или поголема бројка за да оствари тоа што е ветено, што е владина програма на владините партнери, тука ни е фокусот. И покрај тоа ние не бегаме од предвремени избори, бидејќи ако имавме 3 општини, сега имаме 10, анкетите покажуваат дека влен како една партија значи надминува и е прв фактор во албанскиот блок и покрај сето ова мислам дека непотребно е да имаме предвремени парламентарни избори. Не гледам причини за тоа, бидејќи фокусот ни е во реализација на програмата и ветувањата што не беа изборните ветувања,
но и бројките не би се смениле. Пак би дошле до слични бројки. Но ако се случи такво нешто, какви се очекувањата од ваша страна како изборен резултат за ВРЕД? Апсолутно победнички, мислам тоа го покажа и докажа посебно последните локални избори, каде што влено 3 општини сега раководи со 10 општини, рече се сите градови кај што се мнозинство албанците, почнувајќи од Скопје до Струга, Девар, Дуи која што раководеше со 3-14, се има само 3 рурални општини, така да победата е 10:3, така да не гледам никаква причина да бегаме, но непотребно гледам да одиме пак на избори, веќе тоа ќе кошта на државата, на буџетот, многу процеси ќе се блокираат, тендирање, процес, мислам, капитални инвестиции, но и влијае лошо и на бизнис климата и на бизнисот воопшто. Слушајќи, можам да заклучам дека вие сте задоволен од тоа како функционира ВРЕДИ по обединувањето? Да, како мислам како што и очекувавме, можеби и подобро од тоа. Веќе се пуштивме, значи, во терен, во формирање на ограноци, подограноци, форум на жени, млади, и мислам дека е добро прифатено тоа и летоска, значи, ќе ги посетиме сите места кај што е нашиот електорат. Поминаа точно 2 години од функционирањето на оваа влада предводена од Христијан Мицкоски, но ве слушаме многу оценки во однос на тоа како функционира владиниот кабинет, опозицијата ве оцени со 0. Која би била вашата оценка за работата на влада? Ја би оставил тоа на гласачите, значи тие да оценат, тие има можност и дада оценка на локални избори, но и сега пак ќе остане крајниот збор е нивен. Ние сме фокусирани на тоа што е ветено, владина програма, ветувања, да се осварат, реализираат и мислам дека секојдневно работиме на тоа и ефектот се чувствува, значи, во терен. Ајде сега за ветувањата. Едно од најголемите ветувања за граѓаните по укинувањето на Бадентерот беше законот за правична застапеност. Тој веќе е во собраниска процедура, влезе на комисиска расправа, утре повторно има нова комисиска расправа по поднесените амандмани, меѓутоа слушаме голем број на критики од страна на опозицијата во однос на тоа колку е ова замена за Бадентерот. Каква е вашата за балансерот? Каква е вашата оценка во однос на законското решение? Значи, во принцип, тоа што тие не можеа 24 години тоа да го направат, осварат, ние за 2 години. Значи, го тераме и носиме закон за правична застапеност. Треба да имаме предвид дека од 2002 до 2015 немаше ни закон, ни балансер, ништо. Негде 2015-16 се донесе балансерот, кој што во првите години имаше некој учинок, потоа беше контрапродуктивен и самите тие, значи, во владата на Ковачевски, целата влада има писмени изјави, мислења, значи и министрите на ДУИ се идентични мислењата со судиите од Уставниот суд, дека балансерот треба да се укине. И ние не сме од тие што ќе седнеме и ќе плачеме, значи само ќе критикуваме. Туку правичната застапеност е уставна категорија и заедно како владини партнери одлучивме не да одиме со половични решенија и после кога тие ќе пропаднат пак на нив да се повикуваме за тензии етнички и други и да ќариме некој политички поен, туку напротив влеговме стратешки да го решиме ова, што е уставна категорија, носиме закон за правична застапеност, тоа што не можеа тие 24 години, ние го носиме за 2 години. Истото беше и за законот за медресата и САБЕК, истото и законот за високо образование, каде што се пазиме и на универзитетите на албански јазик, но и во исто време и на нивниот квалитет, затоа утврдивме таму најмалку 40% од средствата само финансирачки, значи да не се трошат ненаменски, туку да одат во инвестиција, во процес за да се подигне квалитетот. Вичи кај албанците, ако беше императив пред 20 години само квантитетот, сега и кај албанците и квалитетот, вичи веќе луѓето зборат и граѓаните не име се едно кој албанец ќе биде во шалтерот. Значи, дали некој подготвен, образован, што може да им служи и да им освари услуга или само како бројка. Не е доволно само да биде албанец.
И во образованието не е доволно само да бидат универзитети на албански јазик, туку тие треба да претендираат прво по квалитет да се приближат до УКИМ и другите универзитети, а понатака може и повеќе. Утре вечер во Тетово, според најавите кои што ги видов на социјалните мрежи, во 20 часот е најавен протестен марш, поврзано повторно со одлуките на Уставниот суд. Како гледате на овој протестен марш? Многу се контрадикторни од ДУИ, бидејќи во исто време им пречи протестот во Тирана, се ги критикуваат нив, ги спојуваат со протестот во Србија, а во исто време тука гледаат на се и се што само да има некој протест да инициираат. И тука ако навлеземе во суштина за што се случува, значи се работи за одлука која што е донесена пред 20 години во Советот на општина Тетово, кога Хазбилика беше градоначалник на Тетово, кој што многу уредно ја донел одлуката со Бадинтер, значи со двојно мнозинство, со советниците македонци, се работи за 10 имиња, мислам, на улици. Но ДУИ не гледа за содно 20 години владење после тоа да донесе една владина одлука за да биде све легитимно, мислам, одлуката. И затоа имињата на тие улици ги нема ни кај плошад од Илирија, ги нема ни на документите што ги имаат луѓево, ни во катастар, значи останала половична одлука. И сега, значи, не знам од кои причини, последно време Уставниот суд се бави со дневна политика и луѓето во Уставниот суд се избрани токму од ДУИ и од СДС и половичната одлука на ДУИ сега ја укинува на Уставен суд, но во меѓувреме, значи, повеќе од година дена, Билал Касами има формирана тамо комисија која што работи да донесе нова одлука по закон и устав, со Бадинтер да се сменат и да рефлектира реалноста и во општина Тетово. И ние исто така имаме сменето имиња на улица во Чаир и во Скопје, но уредно беа сменети, значи со Бадинтер на ниво на град Скопје, со владина одлука, и тоа не може да ги оспори ни овој Уставен суд што е веќе станува инструмент на ДУИ и опозицијата за креирање на вака, ако го слушаме ДУИ, тие велат дека Уставниот суд работи против интересот на албанците. Не, така викаат, но судиите во Уставниот суд се избрани од ДУИ. Но има и јавна изјава од еден од нив кој што покажува дека ја бев предлог на Али Ахмети, он ме поддржа, он ме предложи и значи и работам како што ми кажува. Ако мислам тоа го има во јавно, викам во некоја емисија. Така викаат, но се работи за половична одлука, кој што ДУИ не гледа за содно 20 години владење да донесе една владина одлука и тоа да биде конечна и да се спроведе во катастар и во документација. И сега во овој момент, значи, преку Уставниот суд, овој инструментализиран, значи го ја укинува одлуката која што стварно е половична. А во Чаир не се половични и затоа и денес плоштад Скендербек е Скендербек. Значи има значи имиња и од другите заедници, но има и имиња значи од албанската историја како е Адем Демачи, Ферит Мурати, Исмаил Кадаре и многу други, Укшин Хоти и многу значени имиња од албанската историја кои што официјално се и на тие улици без разлика, значи кај што живеат различни заедници. Значи да заклучиме за дотрешниот марш во Тетово, стои ДУИ? Стои ДУИ, ама тие треба да протестираат против ДУИ. Тие треба да им укажат на ДУИ таму кај што се целосни одлугите како во Чаир и овој Уставен суд не може да ги укине. А таму кај што ги донел ДУИ и 20 години не донел таква одлука на влада, затоа им дава можност на ваков Уставен суд, значи да укине таква одлука и тие луѓе утре треба да протестираат не во плоштад, туку пред седиштето на ДУИ, што правиле 20 години. Зошто не донела една владина одлука која што трае минута, значи на владина седница. Тоа е формално. Господин Меджити, или намерно ги оставиле вака работиве, половични, за кога ќе им затребаат, значи да креираат тензии. Да, ве разбирам, морам само да ве прашам во однос на капиталните инвестиции, тие се најважни за граѓаните, за подобра функционалност. Клучни во овој период некако се коридорот 8 и автопатот до Блаце. Ќе бидат ли тие реализирани? Вака да се работеше и во минатото, многу порамноправно, значи ќе живеа граѓаните без разлика од која етничка и верска припадност доаѓаат.
главните капитални инвестиции значи се случуваат во рајони или кај што гравитираат албанците, како што е коридорот 8, Скопје Блаце, коридорот 8 значи се работи со голем интензитет, во наредниот период во месеци значи треба да отпочнат и Гостребениште, Букочани, значи тие 2-3 делови, сигурно тие транспорт може да објаснат повеќе, но веќе се во тек и со голем интензитет се работи за нив. Сака да злоупотреба дека нема да се побрзе значи со Албанија, но единствената дилема е дали пред аеродромот Охрид или после аеродромот Охрид ќе има поврзување со Чафасан, се работи деновиве, значи ќе почнеме со one stop shop исто така и во Чафасан и во Блат Дебарско како што направивме со Косово и со Србија, истото ќе го има и со Албанија. Скопје Блаце веќе е избрана фирмата, значи очекувам овој месец или почетокот на наредниот месец да започнеме, но реално и сериозно да ги тераме тие 12 километри, а не да играме фудбал по канцелариите и да се сликаме таму за 2 километри со години. Но не се само овие, значи очекувам во наредниот период да почне и плоштадот Скендербек, подземниот паркинг за 400 возила, што ќе го реши главниот проблем за старата Скопска чаршија. Со голем интензитет се работи на кампусот Мајка Тереза, инвестиција 40 до 60 милиони евра, што ниедна влада до сега нема инвестирано во во образование на албански јазик, и не треба да заборавиме дека за прв пат ова влада, значи унгарскиот кредит што се однесуваше за општините, го подели по еден критериум, значи по број на жители. Значи владата одлучи праведно, бидејќи парите отидоа кај што живеат луѓе. Значи не по други критериуми како беше порано по 4-5, сегде се инвестира, но не кај што се луѓе. На крај крајва ние сето тоа го правиме за луѓево и затоа единствен критериум беше број на жители по општините и затоа се случува револуција по сите општини и затоа се решаваат проблеми кои што не беа решени со децении, зборам за елементарни работи, значи за водовод, канализација, атмосферска и друго, мислам до тениски игралишта. Да, на крајот сепак граѓаните ќе го дадат својот глас на изборите. Ви благодарам многу за гостувањето во тема на ден. Благодарам и на вас. Ревизорите открија системски пропусти и финансиски загуби во МЕПСО, далноводи без имотен лист, неискористени кредити и милионски суми за провизии. Во среда и сабота само жени ќе може да се капат на градскиот базен во Тетово. Ревизорите открија системски пропусти и финансиски загуби во МЕПСО, далноводи без имотен лист, неискористени кредити и милионски суми за провизии. Од МЕПСО го прифаќаат извештајот и велат дека веќе спроведуваат мерки за отстранување на слабостите кои според претпријатието биле затекнати од претходните раководства. Нерешени имотни прашања, милиони евра за неискористени кредити и спорни вработувања. Ова се дел од наудите во најновиот извештај на Државниот завод за ревизија за работењето на МЕПСО во 2024. Ревизорите утврдиле дека компанијата нема чисти документи за добар дел од мрежата. Од вкупно 112 далеководи, за повеќе од половина нема имотни листови, а нерешени остануваат и 33 големи трафостаници кои МЕПСО ги користи заедно со Евана. Поради овие пропусти, регулаторната комисија не може прецизно да ја одреди тарифата за пренос на струја, што директно влијае врз сметките на граѓаните. Извештајот открива и доцнење кај инвестициите, кај некои проекти роковите биле продолжувани со години, а кај други се потрошени многу повеќе пари. МЕПСО има одобрени заеми од над 102 милиони евра, но повеќе од половина од нив се уште не се искористени. Дополнително МЕПСО им позајмила 9,5 милиони евра на други државни фирми, а има проблеми со наплатата на долгови од приватни трговци со струја стари над 3 години. Имајќи предвид старосната структура на побарувањата, како и неизвестноста на долготрајните извршни постапки, истакнуваме дека постои неизвестност во однос на нивната наплата. Ревизијата анализирала 45 нови вработувања и открила дека кај дури 65% од нив, односно 2 од 3 вработени, има неправилности. Овие луѓе биле примени иако не ги исполнувале условите од јавниот оглас, а дел од нив кратко по вработувањето биле унапредени. Од МЕПСО вела дека го прифаќаат извештајот и дека веќе спроведуваат мерки за отстранување на слабостите затекнати од претходните раководства. МЕПСО презеде мерки за зголемување на дисциплината на учесниците на пазарот на електрична енергија. Зголемени се финансиските гаранции, скратени се роковите за присметки и зајакнати се механизмите за управување со дебалансите.
За вработувањата нагласуваат дека огласите биле завршени пред назначувањето на актуелното раководство. Ветуваат дека за воиднина ќе ги зајакнат критериумите. Мартин Арсов, Сител телевизија. Родителите на жртвите во Пулс го напуштија денешното судење по барањето за изземање на обвинителката. Според доказите презентирани на денешното рочиште, дури и во барањето за лиценца не било наведено дека Пулс ги исполнува сите минимално технички услови за да работи. Наташа Сарамандова е најдобра обвинителка со обвинителот Дарко и тие са нашата надеж дека вистината ќе биде откриена и дознаена и за нас родителите и за целата јавност, за да видат кој ги уби нашите деца. Печеток е дека постои силна борба обвинителството целосно да не и објасни на јавноста што значат документите и што треба да покажат на начинот на кој функционирал објектот пред трагедијата. Градскиот базен во Тетово воведе посебни термини кога може да се капат само жени и девојки. Во среда и сабота од 8:30 до 12 часот. Одлуката е по барање на граѓаните, велат од секторот за јавни дејности на општина Тетово. Посебни термини за капење за жени и девојки во градскиот базен во Тетово. Жените и девојките базенот ќе можат да го посетуваат во среда и сабота во временски период од 8 часот и 30 минути до пладне. Сегрегација или еднаквост. Раководителот на секторот за јавни дејности во општина Тетово, Назми Даути, во телефонски разговор ни кажа дека барањето дошло од граѓаните на Тетово, без да прецизира кои и колку граѓани барале посебни термини за девојките и жените и дали воопшто постои официјален допис до општината со вакво барање. Испративме и прашања до општина Тетово. Дали мажите и жените во останатите термини ќе можат заеднички да го користат базенот? Колку граѓани побарале вакво нешто и дали добиле официјален допис во општината со барање за ваква одлука? Како и кој дал поддршка за женските термини? До подготовка на прилогот, одговор од општина Тетово не добивме. Одлуката која наликува на правилник во некоја од најконзервативните арапски држави доаѓа на самиот почеток на летната сезона. Градскиот базен во Тетово за време на учебната година е наменет само за учениците, но од 10 јуни ги отвара вратите за сите посетители. Градскиот базен е изграден уште во 2021-та, но со работа почна половина година подоцна бидејќи се чекаше да биде инсталиран соларен систем за загревање на водата. Изграден е со пари од поранешната Агенција за млади и спорт како дел од проект за изградба на 14 базени ширум државата. Даниел Василев, Сител телевизија. Бели волци во саботата избегале од нивното живеалиште и усмртиле 4 кенгури од зоолошката градина во Скопје и неколку ему птици, објави Петсмак. Според извори на порталот, специјализиран за миленици, белите волци наводно успеале да ископаат дупка под нивното живеалиште и да избегаат, пошто нападнале и усмртиле неколку кенгури и ему птици. На вработените во зоолошката градина им требале неколку часа да ги фатат волците и да ги вратат во живеалиштето. Сител побара одговор, но од зоолошката градина и од градот Скопје се уште нема одговор за случајот и како се гарантира безбедноста во зоолошката градина. Со реакција се јавија и од Дани Мунди, кои бараат итно и јавно да се истражи колку време бил контаминиран просторот од кој избегале волците, кој бил задолжен за надзор, кога последен пат биле извршени безбедносни проверки, зошто не биле применети протоколи за спречување на трагедијата, дали постои во ЗОО некаков план за итна интервенција и зошто очигледно отфрлил. Бараме итна, независна и темална истрага, јавно објавување на сите факти и најстроги санкции за секој што со своето постапување или непостапување придонел за оваа трагедија. Истовремено бараме итен мораториум на размножување, набавка и внес на нови животни во ЗОО Скопје, велат од Анима Мунди. Жителите од Заполжани и Новоселани излегоа на мирен протест против изградбата на пат, за кој се сомневаат дека нема цел да го реши нивното поврзување, туку да овозможи профит на поединци. Жителите на долненските села Заполжани и Новоселани одржаа мирен протест затоа што во тек е реализација на изградба на пат од селото Заполжани до одредени парцели во полето во должина од околу 2,5 километри. Според жителите, апсурдно е оправдувањето на општината за оваа инвестиција, дека со тоа во иднина ќе се поврзеле општините Долнен и Кривогаштани, затоа што доколку вистински тоа било намерата, немало да се почне со асфалтирање од сред поле, туку требало комплетно да се реконструира целиот пат од неговиот почеток, односно од клучката со регионалниот пат Прилеп Македонски Брод,
па целата должина што поминува низ овие две села од 4 километри. Пато да се почне од магистралниот пат при Македонски Брод, од Новоселани до инвестицијата. Значи, нека се скрати, ние не бараме пат 6 метра широк, бараме колку постоечки од 3 метра и 20, 3,5 метра, не знам колку е, и тогаш нема проблем. Жителите се сомневаат дека целата оваа инвестиција се прави единствено само во корист на одредена приватна компанија за да и се олесни пристапот до незините парцели во полето, а додека постоечкиот пат Новоселани за Полжани е во катастрофална состојба, а со поминувањето пак на тешки камиони по него комплетно и ќе се доуништи. Со самото дооштетување ние како населени места немаме издес од друга страна каде да одиме за пример, за Прилеп, за Брод Македонски и други населени места, че мислам да се откажеме од цивилизацијата. Од кога е оформена општина Долнени, во Заполжани нема инвестирано, една лопата асфалт нема инвестиција направено. Село Заполжани е изолирано од светот, да речеме, од цивилизација. Само се притиска на нас да се плаќаат даноци едно друго, значи ние да ги подмируваме оврските према општината, према државата, а повратен ефект од таму немаме никаков. Градоначалникот на општина Долнени Блерим Ислами вели дека овој проект бил изгласан и аплициран до владата од претходната локална самоуправа и сега инвестицијата била на Министерството за транспорт. Доколку жителите продолжиле со протести, ќе се повлечеле парите. Жителите пак се закануваат со блокади се до промена на проектот. За Сител Дарко Штарговски. Лина Ѓорче